Митева, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Владата доби нов министер за здравство кој го наследува Арбен Таравари во овој ресор. Станува збор за електроинженер, истакнат и познат и докажан во оваа област, но не и во секторот здравство. Опозицијата токму за тоа и критикуваше на денешната собраниска седница, дури имаше едно обвинување дека веројатно не знае колку болници има во Македонија. Зошто владата е уверена дека човек со искуство во секторот кој досега го работел ќе се снајде добро во еден толку сензитивен и тежок ресор како здравството? Можам да кажам дека Азер Алио пред се има искуство во рамки на извршната власт. Знаеме дека имаш искуство во рамки на Министерството за информатичка општество и администрација и ценам дека водењето на едни процеси во извршната власт даваат едно друго ниво на искуство, дека процесите кои што навистина залагаат посветеност работа и би кажала и реформи кои што се предвидени, особено во ресорот здравство, а се приоритет на владата, ќе бидат една додадена вредност која што ќе ја даде. И сега од друга страна, јас можеби ќе свртам тезата што добро па видовме од министер за здравство кој што беше доктор. Јас можам да кажам дека имавме навистина едно уништено здравство, така да не одиме врз база на титулите, туку да одиме врз база на визијата за реформи и храброста да ги превземете тие напори. Верувам дека ќе биде посветен на својата позиција, дека навистина ќе се залага за реформите и промените кои што навистина се наш приоритет како влада. Ова што го кажавте не се однесува на Таравари, претпоставувам на Филипче, или можеби и на Таравари се однесуваше ова што го кажавте? Ако земеме наназад, ќе видиме дека изминативе 7 години имаме доктори на позиција. Јас не ценам дека на Македонија е неопходен кадар, односно доктор на висока позиција, потребен е човек кој што навистина ќе се заложи за реформи. Таков е случајот и со Венко Филипче. По заминувањето на Таравари се отворија прашањата околу застапеноста на албанците во владата, дали се тие соодветно представени и така натаму. Вчера забележав по говорот на лидерот на ВМРО-ДПМН и премиер Христијан Мицковски, во кој тој говореше за следните избори како референдум за правна држава и за реформи. Во реакцијата на ДУИ стоеше дека ќе бидат сосема спротивното, дека ќе бидат еден референдум против изолирана и поделена држава со една остра реторика во делот на состојбата со меѓуетничките односи во Македонија. Може ли оваа влада да издржи до редовни парламентарни избори во сегашниот состав и со ова освежување, како што го нарекувате, денешниот избор на нов министер за здравство? Морам да потенцирам дека владата е стабилна и решителна во реформите и она што е наша цел да го спроведаме. Излегувањето на алијанса од владата не го измрда нашиот пат. Прво, од причина што нашиот пат не се политички пазар или калкулации, туку се јасна визија за промени и довербата која што ја добивме од граѓаните пред неполна една година. И кон тоа се стремиме. Од друга страна ги споминавте реториките на ДУИ, кои што се една стара реторика на поделба, на етничка основа, затоа што тие веќе немаат кредибилитет да зборуваат за реформи. Сега кога се соочуваат со губење на институционална моќ, со истраги, единствено нешто што им преостанува е веќе добро позната нивна тактика е да се свртат на оние закани за поделби или етнички раздори кои што постојано се обидуваат да ги направат. Но од друга страна ценам дека ваквата најава на претседателот на владата е токму во таа насока, дека на следниви избори ќе имаме две суштински идеи кои што ќе се вкрстат. Од една страна ќе биде нашата идеја, тоа е да продолжиме во правилна насока и да не се враќаме назад, односно да продолжиме кон реформите, кон нешто кое што сме се обврзале, а од друга страна ќе биде нивната реторика која што е добро позната, тоа се блокади, напади, корумптивни мрежи и така натаму. Изминатиот викенд како да се заостри реториката помеѓу владата и семејствата на загинатите деца во трагедијата во Кучани, тие побараа првпат јасно и гласно да има одговорности во рамки на самата влада и од претседателката на државата, од премиерот, од министерот за внатрешни работи. Вие одговоривте дека се злоупотребуваат овие семејства за некоја политичка агенда. Се отвара една телефонска линија. Колку ќе даде придонес сето ова за да на некој начин се воспостави тој контакт со нив, за да се помогне искрено таму каде што е потребно и за да се смири реториката која што на владата сигурно политички штети, доколку се злоупотреби од опозицијата, но од друга страна и сигурно и владата има разбирање за чувствата на овие семејства кои загубиле своји најблиски. Апсолутно, да, Цаци, морам да потенцирам дека комплетно разбираме дека емоциите и болката при една ваква трагедија се на највисоко ниво.
И во ниедна состојба ниту намера имаме заострена реторика, особено не со семејствата на оние кои што загубија свој најблиски. И тука не можам да се согласам со сите оние неточни изјави кои што беа пласирани од политичките структури, имајќи ја таа тенденција и цел да презентираат дека владата ја заострува реториката. И тука мислам дека на сите граѓани им е јасно дека настрана од она што е целта на некои политички структури, да ги злоупотребуваат ваквите трагедии. И тоа не се случува првпат. Ние можеме многу да зборуваме за тоа како Социјалдемократскиот сојуз презентираше многу други состојби во минатото, но јас имам чест и доблест и не би правела дополнителна штета и болка и на тие семејства кои што тие ги злоупотребува. И нема да дозволам никогаш да дадам било каков одговор кој што ќе биде во насока на навреда или непримерност кон семејствата, но од друга страна дозволете ми да не се согласам и јасно да говорам кога ќе приматам дека на вистина политички структури имаат за цел да злоупотребат оваа трагедија. И мислам дека на сите им е јасно дека кога Социјалдемократскиот сојуз и останатите опозициски партии имаат недостиг на програма, на реформи, на посветеност на правење на нешто добро и кога го немаат кредибилитетот да зборуваат за тоа, останува само да се служат со едни вакви невистини. Ја спомнавте и телефонската линија, морам да ви кажам дека официјално започна и од денес, иако и во текот на викендот имавме некои повици, иако беше најавено дека од денес ќе започне. Пресакот до кој што го имаме на оние координативни состаноци е дека одзивот е навистина голем. Околу 30 на семејства веќе контактирале, ги дале своите предлози, барања и она што може надвор од здравствената грижа која што ја добиваат да помогнеме институционално. Целта не е да воспоставиме далечна врска или да презентираме само некоја телефонска линија која што ќе остане само на изјава. Тоа е нешто кое што во континуитет ќе покаже дека владата има за цел брзо и ефективно да делува, односно сите проблеми кои што ги имаат, а се надвор од здравствената грижа, се однесуваат на било која друга институција, да ја проследиме до истата и да бараме брзо и ефикасно решение. Тоа е целта и тоа не е само една од мерките која што ја правиме за нив. Има ли потреба од некаква дисперзирана канцеларија која ќе работи во Кучани и која што можеби ќе го овозможи оној личен контакт? Има ли потреба од повеќе средби на лично ниво и помеѓу премиерот и помеѓу семејствата или други представници на владата, не оспорувајќи го значењето на тоа да постои линија на која ќе се побара помош, но дали има потреба и од повеќе? Апсолутно го разбирам тоа и секогаш има потреба од повеќе и ние на самиот почеток кажавме дека оваа поддршка нема да биде ниту еднократна, ниту краткотрајна. Затоа што ова е процес кој што на вистина ќе бара и фокус и посветеност во повеќе делови и сегменти. Еден од нив е и личниот контакт кој што и досега го има претседателот на владата со дел од семејствата на загинатите, со оние кои што изразиле желба и со оние кои што беа на состанокот. Но почитувајќи ја нивната дискреција, почитувајќи го барањето да сето тоа биде далеко од очите на јавноста, ние тука мора тоа да го почитуваме не само кон нив и кон сите останати граѓани кои што имаат желба за средба, за личен контакт, наше е да го оствариме, но никогаш да не одиме спротивно на нивните желби, дали тоа да го пласираме во јавноста или не. Јас и јавно кажав дека има и динамика на средби со дел од семејствата, заедно со претседателот на владата, но никогаш од тоа не сакаме да навлеземе во слика на пиар или во нешто. Цениме дека болката и тагата е нешто кое што е во рамки на семејството, за кое што ние треба да сочувствуваме. Клучното прашање е дали државата одговара на потребите, дали државата и владата, чија обврска е да работат, да помогнат во секој еден сегмент го прави тоа. Да, можам со сигурност да ви кажам дека целиот фокус кој што го имаме е насочен кон нив. Неспорно е дека не се далеко од сјајни се условите во самата Кучанска болница. Веројатно поради тоа излеговте со оној план за успособување на Пониква како центар во кој ќе се врши долготрајна рехабилитација и здравствена нега на повредените од пожарот во Пулс. Што е потребно да се направи, колку време ќе биде потребно за да се стави овој објект во функција, кога ќе можат семејствата на вистина да почнат да го користат овој објект? Морам да потенцирам дека едно од предлозите или мерките зошто дојдовме до вакво решение токму на предлог барање прво на медицинскиот кадар кој што евалуира целата состојба, а второ и на самите семејства и на самите повредени. Затоа што доаѓаат тешки топли температури, затоа што на вистина има макотрпно одењето кон болници, затоа што сметаме дека покрај здравствената грижа во делот на физиотерапијата и во делот на работната терапија има потребен и еден малку социјален аспект каде што ќе се чувствуваат дека се згрижени, заштитени и нема да имаат потреба од дополнителен товар без разлика дали тоа станува збор само и да појдат до болница. Пониква е одморалиште кое што е во исклучително добра, би кажала, солидна состојба. Мислам дека има само минимални корекции кои што
треба да се завршат во текот на следните денови. Институционално очекувам веќе утре на владина седница да се донесе она одлука каде што Министерството за внатрешни работи ќе го предаде на користење на Министерство за здравство. Пациентите кои што ќе сакаат и ќе важи за сите, ќе имаат обврска само да дојдат таму. Се останато од аспект на медицинска грижа, од аспект на исхрана и од аспект на социјален и психолошки момент ќе биде обезбедено од страна на тимовите. Митава, на што се однесува најавата за историски проект за Кочани? За каков проект станува збор? Тоа е проект кој што ќе значи една навистина голема трансформација за Кочани пред се и кој што е во соработка со Европската унија. Во однос на деталите, јас ќе оставам малку простор да се финализираат, затоа што се уште се во тек, но можам да ви кажам дека е навистина една голема инвестиција, која што ќе значи реконструкција на многу објекти, изградба на нови, правење на нови простори за младите, нешто што ќе остане не само за овие генерации, туку и за идните. Да дадеме еден друг импулс, еден друг стимул, кој што на Кочани навистина му е потребен. Гледаме дека денеска стана осумничен Александар Нацев во истрагата за пожарот. Тој беше поранешен директор од редовите на ВМРО-ДПМН, човек кој често во минатото сме го гледале дури на партиската говорница. Сега според едни ова е доказ дека правдата е неселективна, важи за сите, дури и за лица кои што се исклучително блиски до ВМРО-ДПМН, но за други пак е доказ дека досега се штитале оние кои се виновни, а кои се блиски до власта. Не би се согласила со втората теза од причина што не ја гледам поентата и логиката во тоа досега да се штити некој, па од сега не. Клучното прашање кога зборуваме за правда не е кое или чие, туку што направи. И кога зборуваме за неселективна правда, зборуваме токму за тоа. ВМРО-ДПМН е голема политичка партија со навистина огромен број на членови. И јасно и гласно е потенцирано од страна на апсолутно целокупното раководство дека превземањето на власта не значи раководење со мокта, туку значи служење. И дека значи почитување на владењето на правото и почитувањето на законот. Секој оној кој што направил спротивно на овие принципи и кој што го прекршил законот, ако ние бараме од другите да го почитуваат законот, најверојатно треба да тргнеме секогаш од себе. И тука тоа била наша принцип и наша реторика уште од самиот почеток. Истрагата еве ќе потсетам, за само 5 дена имаше кривична пријава од Министерството за внатрешни работи. Истрагата е веќе околу 90 дена, скоро е завршена со можност за проширување. Ниту цениме дека некој кој што погрешил, особено во оваа трагедија, треба да биде амнестиран, ниту имаме намера тоа да го правиме. Секој оној кој што навистина согрешил, ценам дека треба да биде изнесен пред лицето на правдата. Ова беше секако најголемиот предизвик ваква трагедија не само за владата и за целото општество, но се ближи годишнината од изборот на оваа влада. Ако може на добрите работи да се фокусираме, што вие би издвоиле во топ 3 промени кои што сте успеале да ги направите, затоа што токму тоа беше довербата која била дадена на оваа влада да се променат некои работи на подобро? Мислам дека можеби ќе имаме повеќе од 3 да кажам, но ајде ќе се обидам да се задржам. Ако треба според мене да го ставам број 1, тоа ќе биде во начинот на управување, промената во начинот на управување. Повторно да ја вратиме државата и институциите на граѓаните, односно да се почувствува дека имаме функционален систем. Тоа е процес кој што не се случува преку ноќ, но можам да кажам дека се гледаат промените во начинот на управување. Како втора работа ќе ја издвојам економијата и оние бројки кои што ги гледаме. Тоа па особено бара подолготрајна работа за да ги видиме долготрајните позитивни ефекти, но првичните индикатори и бројки покажуваат дека од една економија која што беше во слободен пат успеавме да ја доведеме до едно ниво на, би кажала, блага стабилност со предвидливост за тоа како ќе се движиме. Имаме навистина исклучително добри бројки во тој дел и тоа ме радува и ми е некаков показател дека таму ќе следи навистина добра промена. Третата работа што исто така исклучително важна според мене е можеби промената во начинот на водење на дипломатијата. Ако во минатото сите чувствувавме, би кажала, можеби минимален страв како ќе бидеме презентирани од челниците во дипломатијата надвор, денеска некако чувствуваме дека од срамни и штетни договори имаме нов стратешки договор со исклучително важен партнер. Така што, еве, би ги се окружила можеби овие 3 работи. Ќе се вратам на почетокот на овој разговор, па се надевам дека можеби до година во првите 3 ќе може и успеси во здравството, нешто што не сме го почувствувале суштински во изминатите децении. Здравството, образованието, социјалната заштита се ресори кои што навистина ќе треба да бидат и се во приоритетите на владата, но таму е потребно повеќе време за да се видат резултатите.
се разбира во секој дел и сегмент, работиме посветено и фокусирано и сум сигурна дека како влада така и ќе продолжи. Марија Митева во тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата.